народен правобранител, почитувана колешке Фиснике Бектеши, цитиравте повеќе членови од Уставот кои што се однесуваат на народниот правобранител. Јас само ќе потенцирам дека еден член го заборавивте или намерно го испуштивте, тоа е членот 8, и овој член сега што го цитирам не се однесува за народниот правобранител, него се однесува за заменик на народниот правобранител, за госпоѓа Сонја Трифуновска, и членот 8 вели: функцијата народен правобранител е неспојива со вршење на друга функција и професија или со членување на политичка партија. Таа на 3 октомври на митинг на СДСМ одржан во Тетово била присутна, цитирам од Нетпрес, каде што вели дека она што е поскандалозно е тоа што таа на митингот се појавила со нејзините малолетни деца и се фотографирали со тогашниот премиер Зоран Заев. Се согласувам во голем дел од нотираните забелешки кои што и вие ги потврдивте, како што кажува во извештајот дека народниот правобранител дека најголем број представки биле поднесени и се однесуваат на правосудството, имало и доста предмети во однос на детските права, представки биле поднесувани и за правата на потрошувачите, исто така се изнесени забелешки за состојбата во казнено-поправните домови, има тенденција на зголемување, каде што има тенденција на зголемување на бројот на затвореници. Најдраматично е во Идризово, по ходници, вели народниот правобранител, се поставуваат душеци и нема здравствена заштита, нерасветлени кражби, неоткриени сторителите и така натаму. Сведоци сме дека има граѓани кои заради основен долг и постојаното зголемување на каматата скоро цел живот остануваат должници према доверителите преку извршителите. Не се во состојба заради минималните примања да го исплатат долгот и износот на каматата и на тој начин остануваат цел живот должници. Нема слух за препораките од страна на народниот правобранител. Тој вели: владата има обврска да ги примени препораките на омбудсманот. Ново изминатите 2 години не биле применети препораките на институциите. Сега се поставува прашањето: што работат овие во владата? Што работат тие во владата, министри, заменици министри, начело со премиерот? Освен што се занимаваат со местење на тендери, а со тоа и корупцијата станува на многу високо ниво, криминалот е директно вгнезден на улица Илинденска и метастазиран во сите пори на општеството, а тие што работат? Играат фудбал, кошарка, оној вице-премиерот за ништо, односно Артан Груби, се изживува со нашата нација. Тоа може да го прави така само дома. Надпревар може тој да одигра, еве му порачувам, за време на избори. Контрреплика.